Dragi pratili, noćas kad je večera, повторно ќе одредуваме преку видео порака, поточно да ви опишам глобалната политичка сцена и оно што се случува кај нас. На глобалната политичка сцена веќе подолго време, години нешто, се води на биолошка војна, поточно кажано, Трета светска војна е започната, но не со нуклеарни работи, него со биолошки, што може би повато. Значи, ово вирусот што го нарекот COVID-19, како сакате, корона, тоа е фактички започнување на биолошка војна, вештачки мислам создадена бактерија, некој не рекол вирус, али е бактерија, која предизвикува згрушување на крвта. Што е тука се интересно? Русија ја обвинува САД дека гради лабораторија во близина на руските и кинеските граници, што значи дека САД се подготвува за посериозна биолошка војна, а приморани се бидејќи се воден економски колапс. Бајден, мислам дека некаде над 715 или 745 милиарди долари бара за новиот буџет на САД, најмногу бара за војна против Русија и Кина, поточно за обуздавање унификација или скрутување да ги запрат на потешко ќе оди, што зборува дека самата Захарова, мислам, под провоката на министерот за надворешни работи на Руската федерација Сергеј Лавров, изјави дека САД се подготвува за војна со Русија и Кина, особено со Русија, затоа издвојува 715 или 745 милиарди долари во буџетот. Значи, дојде Бајденовиот представител Бајден побара тој издвојување, токму за скрутување и обуздавање на Русија и Кина, а самата САД долари има надвршен долг од 26,9 билиона долари. Кој што реков, најзадолжена. И сега со пандемијата која предизвика, они имаат над 30% невработеници. Некои подаци има дека се ќе 38, а пред да замене минатиот председател Доналд Трамп, он ги сведе до 84% невработени. Сега се пуштаат имигранти, за зараза и да не зборуваме, кој не може да запрати. Стари не е намерно да запира таа бактерија, за да не доведе поголеми социјални немири, револуции и така натаму. А сега знаеме дека Тексас, која не е богата држава, се подготвува референдум и за избегување од сојузна, бидејќи сад не е една држава, тоа е сојуз на држави, мислам дека со 5, не рече за збор. После Тексас, тука Калифорнија и други што се подготвуваат за такви референдуми. Сето тоа да се запре, значи, мора вниманието да се отргне од тие жалби и да се пренасочи кон Русија, кон Кина посебно. Затоа тука очекувам неминуен конфликт помеѓу Кина и САД, иако САД може би ќе се обиде со Русија, али тука ќе види по дебелиот крај, биќе на војно поле да се разбереме. Ја овек ќе ви кажам, нисам за Русија и за Америка, кажам кој колку е, но нормално за Америка не може никош ни да бидам, од причина што од 2001 Америка Британија што направи со бомбардирање на македонците во границата се војна во Грција со рапал бомби и така натаму. Тука се создател кој ќе ги суди да си цепа и на никој. И некој Библијата вика дека Содома и Гомора, тоа ќе бидат Велика Британија и САД, ќе бидат избришени од картата на светот, они тоа не се свесни, а не чули самите да се избришат, кој што прават. Значи, кој што реков, да не дојдеме ова, се врата во Русија, ја обвинува САД дека градат и да отварат лаборатории во близина на руските и нормално на кинеските граници. Дека се подготвува биолошка војна која ќе започне, кој што реков. Тоа го потврди и Захарова, значи под провоката на Министерството за надворешни работи на Руската федерација, поточно на министерот Сергеј Лавров.
Интересна информација доаѓа од Харвард универзитетот, поточно САД, со една налудничава идеја или проект кој сака да го започне и веќе го започнал Бил Гейтс, а тоа е сака да го контролира сончевиот систем. Тоа е сулно, мислам, не може да кажам, може да предизвика големи катастрофи. Поточно тој проект да се обидува да ги одбива сончевите зраци од земјата, значи би дошло до студено или ледено доба, денето се вратила со гадници години назад, кој практично е нуклеарна катастрофа. И значи многу научници во САД, поточно универзитетот Харвард, го нарекуваат налудничав овој потек, катастрофален. Тоа кажува и Фолк Ньюс, кој вели дека Бил Гейтс се замислил како да е Господ и сака да управува со сончевиот систем. Тој човек ќе биде запрет многу брзо, значи нема да доживе многу негови проекти. САД е во една голема економска криза и воена криза и неминуе конфликт особено со Кина, бидејќи Русија не им представува на економско поле, а Кина ги капитулира намерно. Она кај ни влезе во нивниот систем, финансиски, условно кажано, купувајќи ја чикашката берза, која им беше најстара берза, некако 150 години, мислам дека беше стара. И САД мораше да повреде нивната берза со британската. Значи САД има заедничка со британска берза, плюс Кина многу брендирани фирми купи. И некој позади бактеријата, ја би рекол COVID-19, од Кина, по моје, немам, мислам, докази корпоративници за тоа да ви покажам, на моите анализи зборува дека се од Кина и длабоката држава, значи начало со Бил Гейтс и овие, и просто удри ко бумеранг. Бактеријата беше наменета поточно за Русија и за Кина, но најмногу, кој ќе видите, почијаци заради има токму САД и западните земји кои не може да се справат. И тука ни рачуна со вакциниве да заработат многу, но се види дека се не направи медицински вакцини. Напротив, они со вакцините сака една друга работа, значи да го забранат заменувањето на пензионерици, бидејќи пати кажам дека секој фонд, мислам, секој буџет, пардон, државиве, најмногу се одвојува за пензионерите и за здравството. Значи, тука вирусот и бактеријата прво беше наменета за пензионерите и за здравството. И ја гледам ретардираните, слободно може да го кажам, потези на Србија и на Македонија и многу земји, што прво ги вакцинираат старците во домовите, што нема логика. Еве, Русија не сакаше воопште проби самото посредством на Русија влади пути да се вакцинира, доека не има за вакцина за луѓе над 60 години. Тек тогаш, значи, пред месец сам дека се вакцинираше. И нашиот почнува со старечките домови, значи пензионерскиот фонд да се намали, тие што ќе оставиме нема да се вакцинира, може да покачуваш пензиите после. Ако морбитна шега, ама сериозна работа. Инаку Македонија тресат денове големи афери, скандали. А воопшто тресат и ще добиват податоци, ово е сладнешна калето да се разбереме. Они секој што сакат некого да пуштат низ злато го прават. Знаеме и со Мијаков како беше наредено да прислушува во семиот брат случај и функционерите на уморот да помале. Тоа е исто направено и со Приверот Заев, така да неговите денови да не сваси погрешно, треба да бива соодбрани, а неговата национална каса кажа дека треба да биде голямо внимание да обрне на безбедноста, ќе Вучич е слична ситуација, он буквално сака да ги погребе србите, со толкова вакцинација, со секакви вакцини, и замислите, ви нуди 4 вакцини и вика, а со која сакате да вакцинирате? Тоа исто кажува капетан Драган, мислам дека беше на Хепи гостин, вика одам, вика да се вакцинирам и нудат, вика со која вакцина сакам. Како можам ја да вика да бирам,
Ето исто, драги приятели, ко некој да ви донесе на послужувални едно јаже, пиштол и да праша со што сака да се убиете. Со пиштол да си ставите сами јаже на врата, да се поредите од 5, 6, 7 прат или да се поредите у Вардар или Дунав, не е важно. Тоа е суда работа. Ви кажам, моите анализи зборуваат, сум несправедливи, кажу дека само руската вакцина е безбедна, можеби не дава некои големи ефекти, но не дава ни лоши ефекти. Затоа ја немам да направим вакцина, но ако евентуално мора некој што било што, не да мора вака, никој не може да ме примора, но кој ќе видам оваа тресна кој ќе влезе на руска вакцина што ја прават, а тоа прават со 3 мембрани, со 3 заштитна слоја и би требало, а со тоа што го направија Русија со вакцини го забрат, значи ја добија војната, која на Германија ја забра AstraZeneca и Pfizer, само да каже, сите земји треба сами да се одлучат дали ќе ја користат, и она порача руски вакцини, руски вакцини, тоа го направи и Австрија. Што значи дека Русија ја доби војната со вакцините. Кај нас ја не практично се руска, но секој се знае. Кинеската вика дека не е, ако шуте доктор Бранимир Несторовиќ не дава многу несакани ефекти, но не дава ни пак некоја безбедност. Ако да беше толку добра кинеската вакцина, немаше кинезите или Кина да направат договор со Русија, во Кина да се произведува 50 до 60 милиона руска вакцина. И некој рекол, кај нас многу скандали, афери се случуваат, ќе видиме што ќе биде. И неминуно се предвремени избори, а аферите и скандали можат единствено се запад со распуштање на парламентот и предвремени избори, но ќе видиме, но ја и за оваа година кажа дека очекувам заедно предвремени и локални избори, дали ќе се освојат моите анализи, времето ќе покаже, но да не ве давам, јас само моментално следам, гледам, но не искам многу да коментирам за македонската политичка сцена, затоа си имаат партијски аналитичари, не сум добро за тоа, сакам да ви известно повеќе да анализи да ви кажам мои, јаки професионален аналитичар, сум школен аналитичар, за глобалната политичка сцена која нормално ќе влие и врз Македонија, затоа да бидеме подготвени. Кој рекол школа новинар бе погрешно, јас сум дипломиран новинар од Југословенскиот институт за новинарство во 86-та, општи сме група аналитичари, предпоследна генерација аналитичари во поредничество со СФР. Просто се овој што испадна попомага, но не, но кога зборам аналитичари во Македонија и во СФР школувани можеме да се изброиме напрси, значи што знаеме што е новинарска аналитика. Се овој што се кажува дека се аналитичари, нека ми покажат во нивниот индекс или предмет како полагање новинарска аналитика или политичка аналитика, како биле политички науки, и симно, како ќе кажам, господо, вие сте аналитичари. Господо, вие сте само evident teacher или house majstori. И затоа не ја валките аналитика. Драги мои пријатели, посакувам добра ноќ, убав сон и немного се, треба сами да се грижите, значи, посебно ќе кажам, маска обовезно и кога проветрувате дома да има промаја. Уште еднаш добар сон и до следната наше гледање и слушање.